Здраво, драги ученици, јас сум наставник Ленче Јаневска и на овој час ќе ве запознам со наставната содржина адаптации на растенијата и целите на часот ќе бидат да знаат учениците за начините со кои растенијата, кактуси, венерина муволовка, воден крин, се адаптираат на нивните живеалишта, како и да ги одредуваат адаптациите на видовите кои се наоѓаат во различни животни средини. Планетата Земја изобилува со огромни копнени водени пространства, каде што владеат различни услови. Тие различни услови пред се климатски фактори, тука спаѓаат температурата, интензитетот на светлината, водата или влажноста, воздушниот притисок, како и струењето на воздухот, односно ветерот. Исто така и надморската височина влијае на условите во овие различни животни средини и карактерот и типот на почвата, а неспорно е да се спомне и загадувањето како глобален светски проблем, како и влијанието на човекот. Па сите овие услови овозможуваат различни адаптации на животинскиот и растителниот свет. Зборот адаптации значи прилагодување и адаптација како појава ќе ја дефинираме како појава на прилагодување на живите организми кон условите на животната средина, односно нивното живеалиште. Кога зборуваме за адаптации на растенијата, пред се тие треба да им овозможат и да им обезбедат на растенијата доволно светлина за фотосинтеза, да има возможност доволно снабдување со вода, како и да има правилно растење и развивање на нивните вегетативни и репродуктивни органи, а кога е во прашање адаптациите, важно е да се напомене дека карактеристиките и изгледот на растенијата секогаш се во согласност со условите за живот во нивните живеалишта. На овој час ќе се запознаете со адаптациите на растенија во различни животни средини, и тоа кактуси, венерина муволовка и бел воден лилјан или бел лотос. Кога сме кај адаптациите или приспособувањата на растенијата на условите во нивните живеалишта, таа адаптација е во однос на градбата на растителниот организам, како и адаптација во однос на нивната исхрана. Како прво растение со кое што ќе се запознаете на овој час е белиот воден лилјан или бел лотос. Неговото латинско име е Нимфеа алба. Тоа е растение кое што во природна средина го има во Северна Африка и во умерените делови на Европа и на Азија. И тоа е водно растение, вире и живее во вода со длабочина од 30 до 150 см во поголеми бари, мочуришта или езера. Овде сега имате видео на кој што може да се види ова растение и ќе се запознаете со градбата на белиот воден лилјан или на белиот лотос. Значи, тоа е преубаво растение и важно е да напоменеме дека коренот на белиот лотос се наоѓа во милта или калта на дното од самата водена површина, каде што има растворено многу малку кислород. Стеблото на белиот лотос, овде имате пресек од стебло на белиот лотос. Важно е да напоменеме дека нема механички елементи во неговата градба, но во неговата внатрешност се наоѓаат многобројни воздушни празнини кои што се исполнети со воздух, па ова му возможува да има исправена положба во водената средина. Листовите се тенки и се разлистуваат во водената средина, кој што може во пречник да достигнат и до 30 см. Тие се тенки и на нивната горна површина повеќе имаат концентрирано хлоропласти и стоми, а на самата површина се наоѓа восочна кутикула, која што восочна кутикула
ги штити стомите од навлегување на вода. Во нивната внатрешност има исто така воздушни празнини, па од тука коренот може да се снабди со кислород, бидејќи кажавме дека има многу малку растворен кислород во милта, па коренот со кислород се снабдува од воздухот, значи преку стомите, преку листовите, стеблото стигнува се до коренот. Цветовите на белиот лотос се прекрасни бели, кои што нивната средина имаат многу бројни прашници, кои што се со жолта боја. Цветовите се отворени во текот на денот, ноќе се затвараат, но со појавата на првите утрински зраци доаѓа до повторно нивно отварање. Цветањето на ова растение бел лотос започнува од средината на пролет па се до почетокот на есента. Од цветовите, после опршувањето и оплодувањето, се формира една зелена конусовидна структура на која што се формираат семките, и со самото зрење на семките оваа зелена структура станува со кафена боја и семките кога се зрели со помош на водата се расајуваат во самата водена средина. Иако ова растение својот раскош и убавина го достигнува на сонце, сепак тие можат да опстанат и на многу ниски температури. Важно е уште да напоменеме дека во однос на исхраната, цветовите, коренот, младите листови и семето може да се користат во исхраната на човекот. Сега на овој слайд тука имате за главни одлики на органите на растението, со кои што одлики белиот лотос се прилагодил и адаптирал во водена средина, па истите можете да се ги прибележите. Следни растенија кои што ќе ги разгледаме по нивната специфична адаптација се кактусите, кои што во природна средина највеќе ги има во Северна и Јужна Америка, како и во средишниот дел на Америка, во државата Мексико, иако во тие пустински, полупустински предели владеат ретки врнежи и има температура во текот на денот и до плюс 50 степени, истата ноќе може да се спушти до плюс 5 степени, а во однос на почвата, која што е песоклива и слабо задржува вода, кактусите успеале да се прилагодат и адаптираат низ текот на еволуцијата со плиток и разгранет корен, кој што има возможност на кактусите за кратко време да ја впијат водата од песокливата почва. Откако ќе ја впијат водата со плиткиот и разгранет корен, тие ја складираат во стеблото, кое што е дебело и така подолго временски период можат да опстанат во овие сушни предели без вода. И друга важна адаптација на кактусите е дека тие имаат видоизменети листови во иглички. Знаете дека растенијата во умерените области преку листовите со процесот на транспирација ја губат водата во вид на водена парија. Па кактусите, бидејќи имаат трансформирани листови во иглички, го намалиле губитокот на вода преку листот, но од друга страна и се заштитиле да не бидат изедени од животните во овие животни средини. И уште да напоменеме дека дебелото стебло на кактусите има цврста обвивка, епидермис, на која што има мал број стоми и заштитна кутикула на нивната површина. Тука на видеото имате човек што се ече кактус и може да напоменеме дека ако човек се најде во овие пустински предели и има недостиг на храна и вода, може кактусите да ги користи, затоа што внатрешноста на стеблото
може да се користи за храна, конкретно е во овој кактус. И внатрешноста има текстура како диња во секојдневието, но отсуствува само блажината и има голема количина на вода. Цветовите на кактусите се единечни, секогаш настануваат на стеблото и се со преубави бои. Сега тука би сакала да го стопирате видеото и да учествувате во една игра асоциација и да дадете одговор на поле А, Б, С и Д и да дојдете до конечното решение на оваа асоциација. Да погодите што е тоа што под поле А, што впива вода и минерални материи, површинскиот дел од почвата го прицврстува растението за почвата и е основен орган на растението. Што е тоа под поле Б? Што складира вода, не е тенко, на него има восочна кутикула, има мал број стоми. Поле С, што е тоа? Што има намалена транспирација, поради нив не може да ги јадат животните, листовите се трансформирале во надопир боцкаат. И поле Д, што е тоа? Што има високи температури, малку врнежи, песоклива почва, има малку вегетација. Јас сега ќе ви ги дадам точните одговори. Поле А, разгранет корен, поле Б, дебело стебло, поле С, иглички, поле Д, пустина. Конечното решение е кактуси. Се надевам дека имавте повеќе точни одговори, а немавте погрешен одговор. Сега тука можете да погледнете две растенија кои што имаат адаптации во однос на нивната исхрана кон условите на нивните живеалишта. Овие растенија може уште да се наречат како чудо на природата или растенија месојади. Карактеристично е за нив дека тие живеат во области каде што има неплодно земјиште и основните хранливи нутритивни вредности овие растенија ги земаат од инсектите, претежно минералот азот кој што отсуствува во самата почва. Значи, овде имате дрозера и непентес, па и ви една идеја да можете вие да истражите за адаптациите на овие месојадни растенија. А на овој час ќе се запознаете со растението Венерина муволовка, кое што живее во природна средина во Соединетите Американски држави, во државата Каролина. Неговото латинско име е Дионеа мусипула и живее во мочурливи области, каде што се постојано изложени на директно сонце, а има голема влажност. Отсуството на азот од почвата, рековме дека ова растение го надокнадува од инсектите, се храни со муви, од тука неговото име Венерина муволовка, но може да се храни и со други инсекти. Ова растение има екзотични листови, сувави бои, кои што кога се отворени, наликуваат на отворена вилица. На нивната внатрешност се наоѓаат сетилни влакненца, кои што се распоредени во форма на триаголник, еве ги тука, можете да ги видите. И кога инсектите ќе бидат заробени од страна на самите листови, ќе бидат заробени ако ги допрат тие сетилни влакненца. Во случај да инсектот успеа да избега, како во оваа ситуација, листовите се отвораат повторно после неколку часа, а ако останат заробени во самата внатрешност на листовите, растението лачи дигестивни ензими со кои што го вари инсектот, го разложува до течност кое што растението после тоа може да ја користи како храна. Варењето на инсектот трае отприлика околу 10 дена и после 10 дена, кога ќе дојде до отварање на овие листови, се гледа остатоци од исушениот труп на самите инсекти. Сега на овој слайд, значи, може повторно да го стопирате видеото и да проверите што научивте за претходно тоа што го кажавме,
за адаптациите на ова растение во однос на неговата исхрана. Јас сега тука ќе ви помогнам кои се тие најглавни адаптации. Тоа е дека венерината муравловка сака и лови инсекти, има необични листови со екзотични бои, листови како вилици, лачи дигестивни ензими, месојадно растение, има сетилни влакненца и инсектот го разложува до течност. И како за крај би сакала да ја пополните оваа табела. Лево од табелата имате ризница од зборови и треба, значи, како прво, на местото на сликите, да го ставите името на растението, а потоа надоле во колоната да ги напишете соодветните адаптации на растенијата. И овде во четвртата колона имате мој предлог за ноќна орхидеја, исто така да истражите и да напишете за адаптација на ова растение, како и претходно што ви кажав, за да истражите за растенијата месојади, дрозера и непентес. Ви благодарам за вниманието.